Добро дојдовте во уште едно ново издание на 24 од сесрце на телевизија 24 вести. Денеска со мене Сања Савеска во серијалот Откриени тајни. Ве очекувам да останете и да бидете дел од нашата емисија заедно со доктор Жарко Косиć, женетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Знаете дека можете редовно да ни пишувате на социјалните мрежи за темите кои што ги обработуваме и секако доколку имате некои прашања, ние сме тука за вас секој работен ден од 9 часот и 15 минути. Во рамки на 24 од сесрце отвараме теми кои што се од ваш интерес и се надеваме дека секојдневно го задржуваме вашето внимание. Во денешната Откриени тајни имаме навистина интересна тема, затоа ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести. Заедно против сите животни пречки е мотото на 24 од сесрце на телевизија 24 вести. Во серијалот Откриени тајни исто така се трудиме заедно со доктор Жарко Косиć, женетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, да ги надминеме сите животни потешкоти и да го направиме животот да ни биде поквалитетен, посреќен и поисполнет, а самите вие да бидете позадоволни. Во денешната Откриени тајни имаме тема со која што ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание и пред се да ви помогнеме. Умствено предизвикани болести и начинот како да ги спречиме е она за што денеска ќе разговараме. Вие подгответе се, бидете пред ТВ екраните, за многу кратко ја започнуваме денешната тема на разговор. Време е да започнеме најновата Откриени тајни на телевизија 24 вести. Верувам дека темата која што предмалку ви ја најавив веќе го привлече вашето внимание и дека сте подготвени да го започнеме денешниот разговор со доктор Жарко Косиć, женетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добро утро и добро дојдовте во уште едно издание на Откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите драги гледачи. Денеска зборуваме на една доста интересна тема, која што е од големо значење за сите оние кои што не следат. На самиот почеток на серијалот на Откриени тајни всушност споменавме како умот може да го разболи телото и дека дури 70% од болестите кои што им се случуваат на луѓето се предизвикани од умот. Во денешната Откриени тајни ќе дадеме посебно внимание на оваа тема и ќе одговориме на голем број прашања поврзани со начинот на кој што умот може да го разболи телото. Меѓутоа, пред да започнеме на оваа тема, да дадеме едно објаснување за гледачите кои што можеби не следеле од почетокот на серијалот, каков е умот и како умот всушност функционира. Точно, значи ние на почетокот, на самиот почеток на овој серијал ја начнавме оваа тема. Во медицината се нарекуваат психосоматски болести. Психо значи ум или душа, сома е тело. Значи психосоматски болести се болести кои што не потекнуваат од телото, туку потекнуваат од умот. Така да голем број, огромен број на болести кои што кога ќе отидете на доктор, самиот доктор причината за болеста не ја наоѓа во телото, туку ја наоѓа во умот, тоест ја наоѓа во стресот, и во оваа емисија точно за тоа и ќе разговараме на тема како да помогнеме баш тие, а тоа се огромен број на болести кои што се психосоматски или умствено или болести кои што умот ги прави врз телото, како можеме да ги спречиме, односно да допринесеме на тоа да не се развијат. За да го објасниме тоа, се навраќаме на нашите сами почетоци од почетокот на нашиот серијал на емисии, каде што објаснив како умот на човекот функционира, и на почетокот за сите оние кои што не гледале до сега и не пратат, ова ќе биде едно повторување, за оние кои што првпат се вклучуваат ќе биде нешто ново, така да ќе земам доволно време за да можам да го објаснам умот. Умот снима слики и како што камерава во моментот снима слики, така и самиот ум постојано снима слики. Тие слики се умствени слики и не се дводимензионални, него на некој начин се тридимензионални, а третата димензија им ја даваат сите сензации кои што се снимаат во тој ум. Значи во нашите слики, умствени слики, се снима гледка, мирис, допир, емоција, топлина, се она што го чувствуваме околу нас во моментот се снима во тие слики и останува во тие слики. Можеме да се потсетиме на поранешни периоди кога сме биле некаде на одмор и можеме да се посетиме на гледката како изгледало морето. Ако се задлабочиме во тие слики, можеме да го слушнеме морето, да ја почувствуваме топлината на песокот, мирисот на средствата за сончање
нели сето тоа е снимено во тие слики и ако се присетиме на нив, ќе видиме дека може и да ни се вратат истите емоции кои што сме ги имале тогаш. Или сме биле на некоја свадба и можеме да се присетиме на таа свадба и ќе видиме дека присеќавајќи се на таа свадба после некое време можеме да слушнеме музиката, кој што кажал, какво било јадењето. Можеме да се присетиме на многу сензации, ќе видиме дека пак некои емоции можат повторно да ни се вратат. Тоа значи дека во тие слики ги има сите тие сензации снимено. И кога човекот рековме дека се чувствува буден, во моментот тие слики се снимаат во еден дел од умот кој што го нарекуваме свесен дел од умот или аналитичен ум и се распоредени во еден запис и прават една временска лента. Фактички тоа е лента на се она што се случува во нашето постоење. И оваа лента продолжува. Како што камерата продолжува да се снима, така и умот продолжува да снима. Рековме дека умот нема стоп копче, цело време продолжува да снима се она што ни се случува во нашето постоење. Но кога ни е пријатно, кога се чувствуваме убаво, кога сме задоволни, кога сме свесни, тие снимки се складирани во еден дел од умот кој што го нарекуваме аналитичен ум или свесен дел од умот и ги користиме тие снимки од минатото за да можеме да решаваме проблеми поврзани со сегашноста и со иднината. Но рековме дека имаме еден друг дел од умот, да потенцирам дека аналитичниот или свесниот дел од умот не е способен да направи грешка. Гледате, тоа е совршен компјутер. Со помош на нашиот аналитичен ум, сите работи сме ги измислиле ова постоење. Гледате, го користиме аналитичниот ум за да пресметуваме, за да донесуваме одлуки, за да креираме работи, да смислиме вакви машини какви што ја користиме во моментов камерава, да не снима нас, значи тоа е умот, аналитичниот ум. Но човекот во своето постоење прави грешки. Тие грешки потекнуваат од реактивниот дел од умот. Што е реактивен ум? Кога човекот доживува физичка болка, во тој момент свесноста се намалува, аналитичниот ум се гаси. Така. Пример, некој, не знам, сече нешто и ќе се удри со ножот по прстот и се више свесноста не му е раштркана на секаде, него му е намалена на една точка. Гледате, имаме 90% намалување на свесност. Виште, не сме свесни за тоа што се случува во околината. Не сме свесни што слушаме од телевизорот, што збори човекот кој што е до нас, што се случува од околината. Едноставно сме насочени само една болка. Но во тој момент умот продолжува да снима слики и тие слики не се складираат во свесниот дел од умот, туку се складираат во несвесниот дел од умот, кој што ние го нарекуваме реактивен ум. И ќе објаснам зашто го нарекуваме реактивен ум. Ајде да земеме еден пример, каде што имаме некој човек кој што џогира или трча и одеднаш го удира, и се слуша шкрипање на кола, удар, и поради самиот удар човекот паѓа и се онесвестува. Знаеме сите дека кога ќе доживееме јака физичка болка, дека едноставно можеме целосно да се онесвестиме, но не е потребно целосно човекот да се онесвести за да се вклучи реактивниот ум. Во секој момент кога доживуваме физичка болка или болна емоција може да биде било која загуба. Ни починал наш близок, сме раскинале со некого што сме го сакале, сме добиле единица на школа, секоја ментална, односно духовна травма и физичка травма ни намалува свеста, во тој момент тој свесен дел од умот или аналитичен ум се гаси и се вклучува реактивниот ум, кој што го викаме подсвесен ум, но не е подсвесен затоа што ќе видите реагира врз нас. Во моментот кога човеков доживува физичка болка, така девојката трча, ја удира кола, паѓа во безсознание, но камерата продолжува да снима. Видите, реактивниот ум ги снима сите снимки кога човекот е во таква состојба на травма некоја. И тие снимки се снимаат во реактивниот ум дословно со секоја сензација која што се наоѓа околу нас. Може би имало прскалка, може би имало куче што лае, луѓето во околината кога некој е без сознание, ќе видите колку се во страф и во паника тие луѓе околу него. Нивните емоции се снимаат во тој запис. И тој запис, кога човекот има физичка болка, така, со безсознание, го викаме енграм. Енграм е збор кој што ни доаѓа од биологијата и значи запис на клеточно ниво или во овој момент значи запис во умот. Се состои од два збора, ен значи во, на старогрчки, и грам потекнува од графија што значи запис. Значи тоа е запис во умот во кој што имаме физичка болка која што сме ја добиле и ги имаме сите сензации кои што се наоѓаат околу нас. И тој енграм е складиран во нашиот ум и кога ќе се развудиме од таа несвесност, продолжуваме да сме свесни, но не можеме да се сетиме на нештото што ни се случило во моментите кога сме имале поголемо или помало безсознание. Не мораме да сме целосно во безсознание. Некогаш ќе им бидете на некоја забава, човекот ќе земе премногу алкохол, после тоа не се чувствува што се случувало тој ден. Гледате, и тоа е
енграм, поради тоа што имате гасење на аналитичниот ум, поради тоа што алкохолот, другите влијаат како токсини врз телото, предизвикуваат болка, го гасач нашиот свесен дел од умот, сето тоа се снима во реактивниот ум или во подсвесниот дел од умот и ни прави да имаме енграм, момент кој што е момент на траума, каде што имаме физичка болка, заедно со сите овие сензации. Кога имаме болна емоција од типот на кога некој ќе ни почине или ќе раскинеме со некого или имаме било каква загуба, не физичка, но духовна загуба, тие моменти ги нарекуваме енграми на болна емоција. Значи имаме два типа на моменти кои што се снимаат во реактивниот ум. Тоа се енграмите на физичка болка, физички трауми и енграмите на болна емоција, односно ментални или духовни трауми, заедно со сите сензации кои што човекот ги има. Но да се навратиме на моментите на физичка болка, поради тоа што тие ќе ни се битни да ги објасниме за денешната тема и за денешното објаснување. Кога човекот доживува, значи, физичка траума, го дававме примерот на некој кој што трча, е удран од кола, ги има сите сензации во околината кои што се снимаат, умот продолжува да снима во безсознанието се она што се има случајно. И ќе видиме дека тој запис или таа траума која што ни останата умот, во нареден момент, таа е со нас, ја носиме со нас во реактивниот ум, подсвесниот дел од умот, реактивниот ум го нарекуваме. Го нарекуваме реактивен затоа што во сегашноста, кога ќе се најдеме и имаме слични сензации или перцепции, како тие што се снимени во таа случка, тие искуства се реактивираат. Ајде да ја земеме пак жената која што трчала, која што е удрила кола, каде што имало шкрипење на гумите, каде што имало лајање на куче, каде што имало прскалица, различни сензации. Сега жената повторно џогира и однаш ке слушне од страна шкрипење на кола или прскалици или лајање на куче, и однаш почнува да се стресува поради тоа што тие сензации ја потсеќаат на нешто кое што веќе си има случено, кое што е трауматично во нејзиниот живот. И тоа го нарекуваме реактивирање на енграмот и заради тоа го нарекуваме реактивен ум, поради тоа што тој се вклучува кога во моментот во сегашноста имаме дадени сензации, перцепции кои што не навраќаат поради сличноста на моменти од минатото кога сме имале траума и тогаш тие трауматски искуства во дадениот момент се активирани и влијаат врз нас. Откако ни ги објаснивте основните принципи на умот и ни кажавте како всушност умот функционира, можете ли сега да ни кажете како умот може да го разболи нашето тело и исто така стресот за кој што секојдневно зборуваме и велиме дека стресот може да не разболи и да направи нашето тело да страда, како всушност сето тоа влијае на нашето здравје? Да, ајде да дадем уште еден пример. Еве да кажеме, имаме ситуација каде што некој момче си игра во дворот заедно со своите пријатели, удира со главата на камен, например. Така има болка во самата глава, има змучка, го носат да го зашијат во болница. Гледате, тоа е траума. Детето е во поголема или помало безсознание. Може би паднало на некаква лопата што имала во дворот или гребло имало тука. Може би паднало на камен или удрило на, еве да кажеме, гребло или на лопатата. Гледате, умот кога снима сама слика, кога ги снима сите овие мемории, значи се е тоа снимено во умот. Умот перцепира, реактивниот ум ги снима сите тие работи кои што се наоѓаат околу нас. Така, кои биле околу нас луѓе, што било кажано, дека било упаднато и си удрил човекот на камен, или си удрил на лопат, или си удрил на гребло, дека му е главата расцепена. Така го носат човекот во амбуланта, имаме мирис на амбуланта во околината. Тој мирис е снимен во целата таа слика, во целиот тој запис. Болката во главата е снимено, стравот и паниката која што има околината. Ке видите кога луѓето се во безсознание, околината има страв и паника. И ние ја снимаме и таа емоција. Колку пати ќе дојдете во некоја просторија, ќе видите дека има луѓе кои што имаат страв и паника и едноставно на вас ќе ви се пресечат нозете, не мора тие ништо да ви кажат. Вие ја чувствувате таа емоција на околината. Емоцијата на околината на луѓето кои што се околу тој човек, обично тие не се смирени во тој момент да му помогнат на човекот, него имаат страв, паника, не можат ни тие да се контролираат што зборат и што прават, и сето тоа е снимено во целиот овој запис на умствените слики. Ајде да кажеме, значи човекот има болка во главата, има слика од лопата или од гребло или од лисија, било есен, го носат во амбуланта, има мирис на болница, го шијат, може би му дават инекција
за да не му се деси било што од повредата, било каква инфекција или зараза и така натаму. Сето тоа го имаме во таа слика. Што се случува нареден пат во животот на човекот кога дадени слични работи ќе се активираат повторно, односно ќе најде на слични работи во сегашност. Можеби човекот оди сега на, не знам, преглед во амбуланта. Така и самиот мирис на болницата предизвикува реактивирање на тие слики и од човекот почнува да има главоболка. Гледате, му се јавува момент на болка во главата поради тоа што се активира дадениот енграм и човекот ја чувствува таа болка од тоа што паднал, поради тоа што и тогаш кога паднал и сега го има мирисот на болницата. Реактивниот ум ги поистоветува работите, рековме. Дека он мисли дека ако сега имаме мирис на болница, дека истото нешто може да се деси сега и реактивниот ум ги активира овие слики во насока да ви каже, слушај, сега си у опасна ситуација, може истото да се деси како претходно, бегај од тука и човекот почнува да развива стрес, почнува да развива паника, почнува да се чувствува неубаво. Но сегашната ситуација е целосно различна од тогаш. Но реактивниот ум ги помешува времињата. Гледате, во реактивниот ум се е сега. Значи, сега ако искусиме мирис на болница, он ги реактивира тие слики од минатото со цел да ве оттрне од таа ситуација. Можеби човекот ќе отиде на заболекар, ќе чувствува истиот мирис кој што ги има како што во моментот кога бил во амбулант и однаш почнува да има стрес, страв, паника за брзано чукање на срцето. Или пак, ако човекот после тоа се запише на медицински факултет и е студент на медицина, има секој ден мирис кој што го имало во амбулантата и го има сега, од средствата за чистење, истиот мирис секојаш му активира тој енграм и човекот има мигренозна главоболка секој ден. И може да дојдете да направите колку сакате испитувања, медицината нема да ви открие нешто што е проблем, можеби со вашата глава или со вашиот мозок, и ќе ви упатат на тоа дека е стресот причината за таа главоболка. Генетиката ни дава објаснување од каде потекнуваат овие работи. Иначе самиот збор диенетика, да го објаснам, се состои од два збора. Дија, на грчки, старогрчки значи низ, а нетика потекнува од зборот нус, кој што значи ум. Фактички е низ умот и генетиката дава објаснување како умот на човекот функционира. И во оваа ситуација, гледате, генетиката ја дава причината и објаснувањето за мигренозната главоболка, а тоа е дека дадени сензации во сегашноста може да активираат дадени травматски искуства од минатото, каде што исти или слични сензации се снимени таму. Во овој конкретен случај тоа е мирисот можеби на болницата, но можеби да биде, затоа што кога го дадовме примерот, рековме дека имало гребло, дека имало лопата, дека имало лисја паднати, дека секојаш кога можеби човекот ќе почне да ги собира лисјата за време на есен, почна да се јавува главоболка и може да ја поврзе со времето. Но вистинската причина е дека тоа е момент кога некогаш порано ги имало истите тие перцепции и сензации, кога тој паднал со главата, се повредил главата, имал болка во главата и сега лисјата, греблото, дури и лопатата може да предизвика повторна главоболка на човекот, а самиот тој да не е свесен зошто. Жарко, колку зборовите кои што се кажани за време на безсознание од луѓето кои што се наоѓаат околу човекот кој што се наоѓа во безсознание може да влијаат на неговото здравје? Ево да дадам еден прво пример, па после ќе објаснам и баш конкретно како тоа е поврзано со здравјето. Ајде да го кажеме еден пример на имате некоја стресна ситуација каде што таткото, мајката, децата се на маса, имаме некоја кавга, детето се чувствува вознемирено и сплашено, не е многу будно, можно било и болно. Можеби таткото е љут и нервозен, детето не е целосно будно. Може би имало висока температура, исплашено тоа што имало кавга меѓу таткото и мајката и така натаму. И таткото изнервирано му вика на детето: "Аман бе, нема ручека да не се искапеш." Детето се искапало со храна. Нема момент да се јаде, а ти да не се искапеш. Гледате, тоа е команда, вум, збор, кој што влегува во реактивниот ум на детето. Сите зборови, кажани во реактивниот ум, влијаат понатаму врз телото. И детето ќе порасне и нема момент кога јаде, а да не се искапе. Интересно. Знае дека ќе се искапе. И тоа на некој начин е подсвесно влијае врз нас. Можеби човеков ќе се праша, свика, зашто ја секогаш кога јадам морам да се искапам. Гледате, тоа е команда која што е вбризгана во реактивниот ум, не сакајќи секако од родителите, не знаејќи како ова ќе влијае, и однес човекот ја драматизира и телото, односно неговиот ум, ја наметнува таа команда да се реализира врз телото. Ајде да дадеме друг пример.
како ова е предизвикано со болеста. Да кажеме дека некој дете си игра на дрво на липа. Паѓа од липата. Така, има мирис на липа постојано. Се издишува. И во околината има баба му е, мајка му е, доаѓа мајка му и вика: "Леле, не дише детето, не ги исполнува градите", викате. Збор. Гледате, тоа е траума, детето добива енграм и има збор. Нареден пат, кога ќе процветаат липите, имате чувство дека не можеме да ги исполниме градите. Колку пати сме имале чувство дека се обидуваме градите да ги исполниме и како некој да ни ставил даска врз градите и не можеме целосно да ги исполниме градите? Така и детето. Видите, кога ќе го помириса пак мирисот на липа, зборовите, нема кислород, не ги исполнува градите, влијаат врз него. Или пак можеби имаме ситуација каде што имате некој девојче кој што паднало во базен и почнало да се дави. Така има безсознание. Родителите доаѓаат и викаат: "Не дише, не ги исполнува градите." Така. И нареден пат кога ќе има мирис на хлор, или кога ќе биде можеби влажно, или кога ќе врне, кога и да е, поврзано е со вода, може да почувствува дека не може целосно да ги исполни градите. Од сето ова што досега го кажавте, Жарко, можеме да заклучиме дека всушност тишината за време на повреда или болест е онаа која што може да го зачува нашето ментално здравје. Точно така. Сега ние имаме еден цел дел од дијанетиката кој што го нарекуваме превентивна дијанетика. Превентивна дијанетика е гранка на дијанетиката која што многу успешно се користи во многу странски земји. Се надевам, мислам дека и кај нас има луѓе кои што дефинитивно ја користат, особено е битна во домот, да се знаат, значи точно од родителите, од луѓето од фамилијата, поради тоа што кога некој ќе падне и кога ќе се повреди, било какви зборови кои што кажуваме за време на тоа влијаат понатаму врз нашиот ум. Замислете, имате некој кој што е можеби на операција, така, и од околината ако имаме зборови, леле, што и да зборат во околината луѓето, не мора ни да на операција, било кога и во домот, таткото и мајката, така, имате дете кое што има заушки, има сипаници, има температура, не е при свесност. Што и да се каже во околината, влага во реактивниот ум на детето. Реактивниот ум, пак ќе кажеме, многу глупав дел од умот. Тој не размислува научно и логично како аналитичниот ум. Тој размислува глупаво. Ако некој каже: "Леле, ништо не гледам, не слушам, уморен сум, немам енергија, по цел ден сум скапан", гледате, тие зборови влагаат во реактивниот ум. Можеби детево, затоа што е постојано во околината на своите родители, фреквенцијата на гласот му ги реактивира тие минати искуства и детето може да се чувства постојано истоштено. Не знаеме зашто се чувствува вака и се чувствува постојано истоштено. Значи, било што се кажува во моменти кога човекот е во безсознание, правиме ризик тоа да влие на негативен начин врз разумноста на еден човек. Така да во многу земји во светот, мислам дека и кај нас, има луѓе и професии кои што ја користат превентивната дијанетика и за време на операции, за време на трауми и така натаму, не се користат воопшто зборови за да може да се спречи било каков негативен ефект на тие зборови кои што влегуваат во реактивниот ум. Така да апел до нашите драги гледачи, затоа што знам колку од нашите гледачи се грижат за фамилијата, за помладите и така натаму, е дека кога и да имаме ситуација на која имаме повреда на некој околу нас, помогнете му на било каков начин, внесете ред, помогнете му да се санира тоа. Но што помалку можеме да кажеме, најдобро е воопшто да не збориме, поради тоа што било кој збор, реактивниот ум, после тоа може да го поврзе со повредата и да предизвика несакани ефекти во телото. Повеќе за тоа како зборовите негативно влијаат врз здраворазумноста на човекот, ги упатувам нашите гледачи на книгата Дијанетика.
По кратката пауза се враќаме и продолжуваме со денешната тема на разговор во 24 од сестрце, секако во серијалот Откриени тајни. Умствено предизвикани болести и начинот како да ги спречиме, она за што денеска зборуваме. Продолжуваме ние понатаму, Жарко е тука со нас. На самиот почеток на серијалот на Откриени тајни споменавме дека и бебето во утробата на мајката ги снима менталните слики. Сето она што се случува кај мајката го доживува и бебето во утробата. И сега како можеме на трудниците кои што не следат во моментов и сите оние нели кои што планираат бременост и на неродените деца кои што се уште не се дојдени на овој свет, да им помогнеме да имаат подобар почеток на новиот живот. На тој начин што и самата трудница ќе има добра бременост. И физички да не биде повредувана, да не се повреди, но исто така и ментално да има добра околина околу неа. Затоа што кога видите кога трудницата е под стрес, кога е напната, кога е нервозна, кога самата таа збори дадени работи, можеби имате околина во која што исто така има напнатост, нервоза, негативни зборови и така натаму. Рековме дека не дај Боже ако се повреди трудницата во тој момент, тие работи се снимаат фактички во енграмите на нероденото бебе. Така да, она што е од исклучителна важност е за да му помогнеме на детето да има добар почеток, е да му возможиме атмосфера во утробата на мајката која што ќе биде мирна, пријатна, избалансирана со позитивни емоции и без трауми. Затоа што рековме дека умот точно почнува да снима слики од најраниот момент, значи додека бебето во утробата на мајката и продолжува таа временска лента, или ќе се породи трудницата, детето ќе излезе на ќе се породи, ќе излезе на свет и така натаму и продолжува животот. Но рековме дека таа временска лента почнува додека бебето е во утробата на мајката. Така да тоа е момент каде што плодот за жал може да собере многу енграми поради тоа што не му е се уште формирано телото, коските не се развиени целосно, значи ево потесен простор, замислете трудницата ево поодминат период на бременост, се заврзува се наведнува да си ги заврзе чевлите, се предизвикува притисок, ќе се чукне во маса или на нешто, се предизвикува удар врз бебето. Така да, она што е многу битно е трудницата да се чувствува и физички пријатно, исто така и ментално и емоционално пријатно, и апел до сите оние кои што се наоѓаат околу жена која што е бремена да можат да ја овозможат што поквалитетна и побезбедна средина, без можност за физички трауми, но исто така и со убави и пријатни емоции. За самиот крај на денешната Откриени тајни, Жарко, немаме многу време за многу прашања, меѓутоа секако дека вие сте расположен за разговор со гледачите кои што не следат, а сите тие може да ве пронајдат преку социјалните мрежи. Јас би ве прашала само уште едно нешто за самиот крај. Дали само инвалидизацијата, која што често се сретнува кај луѓето, потекнува исто така од зборовите кои што се искажани во наше присуство од луѓето во нашата непосредна околина? Точно. Фактички господинот Хамар има многу една интересно откритие дека фактички само инвалидизациите кои што ги имаме се збирна инвалидизација од другите луѓе кон нас. Ако видите едно дете кое ќе се роди, замислете дете кое што мајката имала добра бременост, не е умот загаден да кажам со негативни мисли, негативни идеи, негативни зборови и така натаму, му се овозможи една убава средина да расте каде што му е дадено позитивна енергија, позитивни емоции. Тоа дете се развива со својот ум на еден многу правилен и добар начин. Ниедно дете, ако ги прашате децата убав си, децата ќе рече да, убав си. Добар си, добар сум. Гледате на почетокот се е добро. Има детето многу самодоверба, се чувства и он дека не знае за негативност во својот ум. Но како тече животот, можеби во околината имаме, значи за никаде си, дебела си, слаба си, премногу си дебел, премногу си слаб, гледај каков си, за ништо не те бидува, не си способен да го направиш тоа. Од околината ги добиваме тие работи, така? Негативни коментари. Тие негативни коментари доаѓаат во нашиот ум. Умот ги снима сите тие работи. И како помитува времево, на истото дете кое што сте му кажале убав си, убав сум, ќе му дајете комплимент после 20 години и ќе му речете ама си убав или ама си убава. Ќе рече не бе, дебела сум. Или гледај каква ми е косата. Не се свиѓам. Гледате, почнува да се самоинвалидизира. Но фактички самоинвалидизациите се збир на инвалидизациите кои што сме ги здобивале од другите луѓе кон нас.
Гледате, ако на едно дете не му даете инвалидизации, ќе порасне во едно дете кој што има висока самодоверба. Затоа што знаете, самодовербата е, зборевме за неа, колку е битна за човекот да може да успее на овој свет. Ако имате некое дете кое што е израснато на правилен начин, има многу самодоверба, ќе има многу поголема контрола во животот. За разлика од некој човек кој што е постојано инвалидизиран во текот на животот, наредно нешто што ќе се случи и самиот ќе почне да се самоинвалидизира и самиот ќе си стане непријател број 1 за својот успех во својот живот. Жарко, ви благодарам за денешното гостување во 24 од се срце. За повеќе информации, секако, гледачите може да не следат на социјалните мрежи. Вие сте расположен за разговори, токму поради тоа ве очекуваме за една недела повторно да бидете дел од Откриени тајни во 24 од се срце на нова интересна тема која што ќе го привлече, задржи вниманието и секако што е она најважно, ќе им помогне на гледачите кои што нас редовно не следат. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите драги гледачи, за сите кои што сакаат да дознаат повеќе во врска со оваа тема. Ако останавме куси или недоволно јасни, можете повеќе одговори да добиете во претходните емисии, секако во книгата Диенетика, и дефинитивно би сакал да слушнам и да стапам во комуникација со било кој од вас на кој што му треба помош. Пријатно! Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Верувам дека го задржавме вашето внимание и дека ве поттикнавме да не гледате повторно и следниот четврток, кога ќе имаме нова интересна тема со која што секако ќе се потрудиме да ви помогнеме да го направите вашиот живот да биде посреќен, поисполнет и да вие бидете позадоволни од она што го работите. Во рамки на 24 од се срце и наредните денови секако дека имаме теми со кои што ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание. Јас ви посакувам пријатен, убав и креативен ден.